Еве денеска Струмица е домаќин на регионалниот надпревар. Да, точно. Регионален надпревар што се одржува значи секоја година на југоисточен регион. Значи тука спаѓаат Радови, Штип, Штип, Кочани, Виница, Берово и Струмица многу јасно. Така. Кажете ми колку учесници и колку деца се натпреваруваат? Денеска се натпреваруваат 110 ученици од сите категории, значи од прва, втора и трета година во А и во Б комбинација. Така, а колку одливки одат на државниот надпревар? За државниот надпревар зависи од критериумите, значи на крајот кога се прегледат на ниво на цела република, првите што имаат награди, обавезно и пофалници одат на државен надпревар кој се одржува во Скопје. Така. Последните резултати на PISA оценувањата покажа лоши оценки за македонските ученици, меѓу нив и математиката. Колку реформите во образованието позитивно или негативно се одразуваат врз идните математичари и дали математиката е се уште абстрактна наука или има деца кои што навистина ја разбираат и може понатаму својата кариера да ја градат во ова поле? Математиката не е многу абстрактна, него проблемот е стравот од многу обврска што треба да се работи, да се вежба. Реформите колку толку преднесуваат, а некој пат одат на погрешка насока. Така да целта е дома деца да вежбат повеќе математика за да им биде полесно и на нив. И затоа имаат некоја обилност према математиката. Ги знаеме податоците општо. Оно што ме интересира мене е што последните испитувања на PISA надпреварите што беа покажа слабо познавање на македонските ученици во делот на математиката. Колку реформите, Кембридж, еве сега што е програмата, помага на децата повеќе да ја запознаат математиката и како да се подобри нивното знаење по математика за да имаат врвни достигнувања? Вака сега, значи не знам колку ќе помогне Кембридж програмата, тоа ќе покаже после неколку години, значи откако ќе поминат неколку генерации низ таа програма. Сега за сега единствено е децата треба да бидат значи што повеќе заинтересирани за математиката, бидејќи целата технологија што оди напред е применета математика, че мора самите професори треба да им влеат љубов кон математиката, што повеќе да обрнат внимание, што повеќе да решаваат задачи. Така. Каков интересот на еве средношколците за математика со оглед на тоа што вие и директно претпоставувам одите во сите региони или за Македонија? Има доста голем интерес на општинските, на регионалните надпревари посебно. Понатаму нели веќе се намалува кругот, зависи кој колку решил и како поминал на регионалниот надпревар. Така да голем е интересот, стално имаме многу голем број на деца и се надам дека така ќе се зголемува само. Доколку се сеќавате кои беа победниците минатите години, од кои градови доаѓа? Не знам точно, знам дека имаше од Скопје еден ученик, за другите не знам точна информација од кои градови се. Дали како сојуз на математичари имате алатки со кои што може да ги стимулирате децата во смисла на обезбедување стипендии или контакти со некои универзитети во Сите универзитети во светот бараат математичари, значи посебно сега Сојузот на математичари има нови 4 меѓународни надпревари со меѓународно признати дипломи. Значи тие дипломи се признати секаде во светот. Плюс секоја математичка диплома многу се вреднува во светот. За кај нас не знам како стојат ситуациите, дали се даваат стипендии или не на децата, тоа решава Министерството за образование, Математичкиот сојуз нема допирна точка.